модна револуција 10 години. Иванче, добро утро. И те чекаме со најнови информации заедно со твојата соговорничка да не информираш се околу оваа 10-ка деценија на модната револуција. Да, така, Сузе, поздрав до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Модна револуција или Fashion Revolution Македонија преславува оваа година 10 години. Во светот е распространета многу време токму оваа револуција и тоа во повеќе од 100 земји ширум светот, секако нели со акцент на одржливоста, па токму и за тоа работат Fashion Revolution во Македонија изминативе 10 години и со низа настани, меѓу кои работилници, но и размена на облека ќе ги одбележат овие 10 години, но повеќе за модната револуција ова утро ќе дознаеме од Александра Спасевска. Александра, добро и убаво утро. Што прави во изминативе 10 години модната револуција? Добро утро и фала ви што ме имате во вашата емисија ова утро. Глобалната организација Fashion Revolution годинава одбележува 10 години по рушењето на зградата на Рана Плаза во Бангладеш во 2013 година. Движењето во Македонија, односно огранокот во Македонија, постои од 2015 година со поактивни ангажмани од 2019. Оваа година и ние како македонски огранок се вклучуваме во активностите за одбележување на оваа годишнина. Продолжуваме со нашата работа преку застапување, организирање на настани за размена на облека, едукација на населението за тоа што значи одржливост во модната индустрија, меѓутоа и едукација и соработка со играчите во модната индустрија со цел да се подобрат нивните практики на производство, дистрибуција и се разбира и грижа за облеката откако ќе заврши низиниот животен век. За оваа година имаме планирано повеќе активности, нели, за да го одбележиме јубилејот, со кој главниот настан ќе биде на 20 април, кој ќе одржиме работилница за поправка на облека и размена на облека. Настаните ќе се случуваат во театарната Сенки облаци во Дебармало и кафе барот Бафо од спротива. Таму преку забава и едукација ќе се обидеме да ги доближиме вредностите на Fashion Revolution до пошироката јавност. Претходно ќе имаме проекција на филмови во Europe House на 16 и 17 април, а во текот на целата недела од 15 до 24 април ќе имаме разни едукативни, информативни содржини кои ќе може да се проследат на нашите профили на социјалните мрежи. Да, родиденска недела, исполнета со многу активности, но кој може себе да се приклучи да биде дел во работилниците, во размената на облека, во поправките нели за облека, за тоа како да си ги поправиме парчињата облека кои што ни се на некој начин оштетени. Јавноста е секојаш поканета на сите наши настани, без разлика дали се тие онлайн или во живо. Меѓутоа за работилниците и за филмскиот маратон ќе треба да се пријават на објавените форми, за да можеме да обезбедиме пристојно и удобно присуство за сите заинтересирани. Така, она што на кој што работите нели во овие 10 години, одржливоста, но колку во Македонија еве публиката и граѓаните имаат слух и се развива свесноста за одржлива мода? На почетокот наидувавме на неразбирање на поимите, што е сосема разбирливо, бидејќи одржливоста како поим почна да циркулира во јавноста токму во тој период. Меѓутоа сме многу задоволни, бидејќи особено младата популација многу добро го разбира концептот на одржливост, а и бизнисите гледаме дека се обидуваат да вметнат некој начин на одржливост во нивното работење. Промената секако не е лесна, воопшто преминот кон зелени политики не е лесен и едноставен, меѓутоа ние како организација се трудиме да им дадеме насоки, да ги подучиме и да ги едуцираме сите заинтересирани како може самите да ги подобрат нивните одржливи практики. Низ нашите активности гледаме дека ентузијазмот е голем, повторам, особено меѓу помладата популација, која не само што го разбира, туку и многу активно и живо сака да го живее тој одржлив начин на живот, така што многу често и ние учиме од нив за понекоја нова одржлива практика. Така, бавна мода, нели е она на кој што работите и се залагате во изминатиот период, што всушност значи бавна мода? Бавната мода
како попопуларен термин нели за одржливоста во модната индустрија, значи дека најпрво не треба да се произведува толку многу облека. Ова особено се однесува на брендовите за брза мода кои вадат и по 52 колекции годишно, тоа е по една колекција секоја недела. Количината на облека што останува не само непродадена, туку воопшто неизлезена од магазините е огромна и тој неискористен текстил, таа неискористена облека најчесто завршуваат на плажите на земји од третиот свет, односно Европа и Америка најчесто своето текстилно ѓубре замижуваат на тоа текстилно ѓубре и тие завршуваат во земји кои ги немаат ресурсите и начините да се справат со него. Затоа е многу битно да се освести населението за тоа кој е целиот процес на производство на облека, од наоѓање на суровини, начинот на кој таа облека се произведува, условите во кои работат луѓето кои ја произведуваат и транспортираат таа облека, а на крај, откако ќе ја купиме, кога веќе сме решиле нели да купиме нова облека, да ја чуваме правилно и кога веќе нема да ни биде корисна, да ја донираме, размениме и правилно да се ослободиме од неа. Така, да не завршува нели во контейнерите и во корпите за отпадоци. Александра, навистина работите многу со ентузијазам, ви посакувам да имате уште многу успешни години, уште успешни родендени, да продолжите и понатаму со ова темпост и како да работите на одржливоста и да направите една модна револуција. Ти благодарам, јас сум многу горда на нашиот волонтерски тим, бидејќи оваа година навистина се потрудија да ја одбележат ова 10 годишнина како што долекува. Благодарам уште еднаш, Сузе, доколку немате прашања од студио, ќе ги поканиме сите луѓе кои што сакаат да бидат дел од 10 годишното постоење на модната револуција, да се приклучат на настаните, да си разменат облека. Секој може да донесе по 3 парчиња облека со кои што ќе може нели да се размени и да си ги поправаме нели сами дома работите за да се поштедиме од она секојдневно купување, да подразмислиме малку нели кога одиме во шопинг. Така, секоја чест за иницијативата, навистина ја поздравувам и ги покануваме вака сите наши гледачи да присуствуваат на овој убав настан. Ти благодарам многу и поздрав.